си напишав еден убав говор за вечерва, ама съм заборавил буквите по-големи да ги направя. Пак ќе треба да зборувам од памет. Добро вечер, аеродром, добро вечер, аеродромци. Јас во сите мои јавни настапи гордо кажувам дека сум штипјанец и најголемиот дел луѓе со кои што комуницират знаат дека јас сум штипјанец. Но вистината е малку поинаква. Јас повеќе од 20 години живеам во Скопје, а бога ми повеќе од 10 живеам во општината Аеродром во населбата Ново Лисиче. Со повеќето од вас сме соседи, живеам на булеварот Видој Смилевски Бато, во новите згради, веднаш до новиот парк, спроти новото игралиште, спроти новата градинка и другите нови згради кои што се прават овој период. И се би било убаво, се би било како во некоја урбана бајка, бидејќи се е ново и убаво, да не беа некои работи кои што ги дознав уште пред неколку години. Одејќи еднаш на паркингот кон мојата кола, видов еден камион од оние големите за бетон, мешалица за бетон, на кој што се наоѓаше символот на вечноста, еден од античките македонски символи, коловртот, врталешката. За оние кои што не знаат, тоа е еден од најстарите антички символи на македонците, но да се стави таков символ на камион за бетон е перверзија. Се распрашав чиј е тој камион. Тогаш фирмата Македон Бетон, ама баш ништо не ми значеше. И дознав дека собственик на таа фирма е човек близок до градоначалникот на Скопје Коце Трјановски. Потоа дознав уште многу работи. Дознав за многу матни бизниси. Дознав што значи урбана мафија или поточно семејна урбана мафија. Општина Аеродром, за жал, е една од најголемите пералници за пари во Македонија. Пред известно време, зборувајќи со еден мој пријател, ми кажа дека му, за да изгради еден објект на негов плац во општина Аеродром, му побарале мито ни повеќе ни помалку туку 2 милиони евра. И јас му викам, дај не претерувај, 2 милиони евра стварно е многу. Тој ми вика да бев подготвен да платам 500-600 илјади евра само да ми дадат дозвола, за да гради на негово место, на негов плац. Јас останав чудоневиден, бидејќи за мене тоа се огромни пари и си велам, ако само од еден плац, ако само од една градба, тие земат по неколку милиони евра, дали можеме да направиме математика колку милиони евра земале за последните 4 години само од општината Аеродром? И тие нам ни зборуват за честност. Додека тие се товарат со пари, додека на секој криминален начин се обидува да дојдат до што повеќе пари, пари кои што ќе и требат за после 24 март да побегнат од Македонија, некои од нашите соседи, екстремните албанци, безмалку секојдневно не подсетуваат на идејата за етничка или голема Албанија. Пред да дојдам овде, имав можност да го гледам синокешниот митинг на кој што во Кичево зборуваше премиерот Никола. Го гледам и се чудам. Јас во повеќе наврати сум рекол дека премиерот Никола е политички плачко. Но сепак, да се биде премиер во една држава, да се биде председател на влада, не е мала работа. Тој представува институција, бидејќи владата е институција. Гледам и слушам како председателот на највисоката извршна институција во Македонија му порачува на кандидатот за градоначалник од Дуј, Фатмир Дехари, да се отишол во Албанија. Премиере Никола, тоа не е во ред. Вие сте премиер. Вие не сте некој мало налутено дете
и кога некој ќе каже нешто што вам можеби не ви се допаѓа, иако и во тоа се сомневам, ајде оди си во Албанија. Вие, премиере, треба веднаш да го алармирате јавното обвинителство. Треба да му наредете на државниот јавен обвинител веднаш да започне во согласно со Уставот и законите на Република Македонија постапка за утврдување на кривична одговорност за поднесување на кривична пријава. Наместо ваквите важни, лажни, загрижени изјави треба да действувате, па судот нека утврди дали командантот Фатмир Дехари, инаку близок соработник на вашиот близок исто така соработник Али Ахмети, е виновен или не. Исто и градоначалникот Изет Меджити, кој што исто така живее во сонот за некоја етничка Албанија. Затоа, во оваа прилика, ќе ги подсетам сите граѓани на општина Аеродром, но и сите граѓани на Република Македонија, дека лажниот патриот и политички плачко Никола Груевски прв пат реагираше за изјавата на Дехари, бидејќи се работи за изборна кампања. Нешто не го видовме кога ги амнестира злосторниците опфатени со хашките случаеви. Исто така го немаше и кога цела северозападна Македонија и Скопје беа преплавени со албански знамења, отиде по странски инвестиции. Го немаше и кога улици и училишта се применуваа со имења на балисти и ветерани од УЧК. Го немаше кога во непосредна наблизина на Скопје во Радоша се направи споменик на идеологот на УЧК Адем Јашари качен на Тенко Дарама. Го немаше кога се отвори музеј на УЧК во Македонија. Го немаше кога Рамуш Харадинај стана почесен граѓанин на Тетово. Да се прашував јас, немаше да му дозволам на Рамуш Харадинај да влезе во Македонија со таква намера, а не да биде одликуван. И на крај си дозволи врв на иронијата, врв на целата она абсурдна ситуација на која што сме сведоци последните неколку години. Командантот Форина или Талат Джафери да го предложи и да го стави за министер за одбрана на Република Македонија. За разлика од политичкиот плачко Никола Груевски, ние преземавме конкретни мерки против Талат Джафери, кои што се во согласно со Уставот и законите, односно покренавме граѓанска иницијатива. При тоа знаете дека се случија одредени нереди пред собранието во кој што првиот ден учествуваа многу млади луѓе, конкретно и од ова општина Аеродром. Јас оваа вечер ќе се извинам на сите млади луѓе кои што учествуваа во тие нереди, бидејќи кажав дека дошле по наредба, некој од нив по наредба на Ивица Коневски. Разговарајќи со овие млади луѓе, добив чувство и представа дека тие само иницијативно отишле, иако не можам да ја оправдам нивната постапка со фрлање камења врз полицајците од Дебара пред владата на Република Македонија. Затоа ги повикувам сите млади луѓе кои што до некна гледале некаков патриот во нивниот, само некој од нив локален лидер Ивица Коневски или во Никола Груевски, да го дадат својот глас за кандидатот на Сојузот за еднината Диме Велковски, овие прекрасни луѓе од советничката листа на Сојузот за еднината. Јас сум уведен дека нашиот кандидатот на Сојузот за еднината, веднаш постапувањето на должноста градоначалник, заедно со неговиот советнички тим, ќе ги откријат сите злодела кои што се направени последните 4 години. Воедно ги повикувам и сите припадници на безбедносните сили, сите припадници на македонската полиција, армија и резервен состав да не го дават гласот за коалицијата на ВМРО ДПМН, бидејќи секој глас даден за нив е глас за Талат Джафери да биде министер за одбрана. Ги повикувам
и сите честни, искрени ВМРО-вци, кои што се уште се наоѓаат во ВМРО ДПМН, нека гласаат за кандидатите на Сојузот за еднината, бидејќи за мене е неразбирливо еден вистински ВМРО-вец да гласа за партија која што Талат Джафери го стави за министер за одбрана. Да гласаат сите за Сојузот за еднината, да ја спасиме Македонија од ова зло што се надвисна над Македонија, затоа што ние немаме резервна татковина, затоа што Македонија не е се што имаме. Да живее Република Македонија!